вечер, почитувани гледачи. Добродојдовте во деветото издание од дебатната емисија Отворено, последно за оваа сезона. Пошавме пред 18 недели со констатацијата дека Македонија е во длабока политичка криза. Во оваа девета емисија, последна како што реков за оваа сезона, анализираме дали политичкиот договор постигнат на 15 јули ќе може да се заврши навреме и да обезбеди фер и демократски избори на 24 април. Што сработија работните групи во овие нецели 2 недели од постигнувањето на политичкиот договор, дали има политичка волја која што е неопходна на вистина тој да биде едно одржливо решение на политичката криза во Република Македонија. И сето тоа се разбира во никој случај од аспект на придобивките за политичките партии, туку само и исклучиво од аспект на интересот на граѓаните на оваа држава. Добро вечер до граѓанскиот форум, до граѓаните кои вечерва се во студиото. И добро вечер до нашите гости, политичари, експерти и панелисти кои што ја имаа доблеста да се појават пред судот на граѓаните. Тоа се господинот Фатмир Бесими, заменик на претседателот на владата на Република Македонија заложен за европски прашања. Радмила Шекеринска, заменик на претседателот на СДСМ и поранешна вице-премиерка за европски прашања. Лилјана Поповска, претседателка на ДОМ, пратеничка во Собранието на Република Македонија од 2002 и претседателка на Комисијата за еднакви можности. И господин Дарко Алексов, извршен директор на Граѓанската асоциација МОСТ. Уште еднаш ви благодарам што сте вечерва овде со нас. Сакам да кажам дека за наша жал и овој пат во деветата емисија на Отворено, завршена за оваа сезона, представници на владачката ВМРО ДПМН не се согласија да учествуваат. Извинуваме на исправка представувањето. Не сум веќе председателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, разрешена сум откако излегов од коалицијата, што и се очекуваше. Ви благодарам. Да не се представувам лажно. Така, значи, се наоѓаме во една ситуација, речиси на 2 недели од постигнувањето на политичкиот договор за разрешување на политичката криза. Денеска ќе анализираме до каде е работата на работните групи. Вечерва е првиот состанок, но како и секогаш да дадеме предност на граѓаните во студиото и да го слушаме прашањето на Маја Морачанин. Маја, повелете. Благодарам. Моето прашање е упатено до сите панелисти. Ме интересира вашиот личен став и ставот на партиите и организациите од кои доаѓате во врска со иницијативата за една изборна единица и отворени листи. Што мислите по тоа прашање? Дали ова прашање е дел од разговорите на работните групи, бидејќи јасно е дека отворените листи и една изборна единица неминовно ќе доведе до поголема демократичност во Македонија и посоодветно пореално представување на потребите, на волјата на граѓаните преку нивните избрани пратеници. Исто така сметам и дека отворените листи особено ќе доведат до поголема одговорност, лична одговорност на избраните пратеници, така што ве молам да ми одговорите. Благодарам. Може би најсоодветно господинот Алексов да го почнеме овој круг на одговори. Повелете. Благодарам. Добро вечер на сите. Најпрво по прашањето на отворените листи ќе говорам, а потоа и по прашањето на изборните единици. Граѓанската асоциација МОСТ пред 5,5 години го започна процесот на застапување за промена или надградба на моменталниот изборен модел, значи истиот пропорционален изборен модел од затворени листи како што е сега да поминеме кон отворени листи. Кажавте дел од работите кои што се поврзани со отворените листи, дека ќе бидат повеќе одговорни пратениците, меѓутоа и во исто време ќе се постигне уште еден ефект кој што впрочем со оглед на моменталната ситуација во Република Македонија е неминовена, тоа е поголема демократизација на политичките партии внатре. При тоа концепцијски отворените листи ќе предизвикаат граѓаните најпрво да знаат точно кој пратеник одговара со оглед на тоа што на тој пратеник ќе му ја дадат довербата да ги представува во собранието и истовремено во текот на мандатот на пратениците ќе можат да ја следат нивната работа, да алоцираат одговорност, а на следните избори адекватно да наградуваат и да казнуваат. Бидејќи имаат можност да го заокружат бидејќи ќе знаат точно за кого гласаат. Во моментов решението кое што ни е понудено на маса е дека гласаме за амблем. Не сакам со ова да ги навредам политичарите кои што трчаат избори, меѓутоа најбитно од се е да знаеме точно
кон кого ја насочуваме нашата доверба или на кого му ја даваме нашата доверба и кој во исто време потоа може да биде прозван или награден за својата работа. Меѓутоа има отпор кај особено кај поголемите политички партии за отворени листи. Зошто отпор секогаш дека ќе има. Знаете што, ако во оваа фаза од градењето на системот во Република Македонија или од овие реформи, ако досега не научивме дека не треба да ги гледаме интересите на политичките партии, туку треба да го гледаме изборниот процес како процес и интересите на граѓаните како суштински граѓански интереси, тогаш не гледам ако ова фаза на преговорите и договорите и разговорите се сведе на бранење на партиските интереси, а не на интересите на граѓаните и на државата во целост, во тој случај сметаме дека ако пред 5 години беше преуранета нашата иницијатива, сега можеме само да констатираме дека е презадоцнета. Значи сепак сега е шанса. Апсолутно на ова гледаме како шанса по прашање на изборните единици, еден мал наратив само, значи отворените листи во комбинација со отстранување на изборните единици носат една сериозна опасност од преголема концентрација на избрани пратеници во собранието од оние градови каде што има голема концентрација на гласачи. Значи тоа е вашиот став дека отворени листи да, но не промена на бројот на изборни. Да, но не промена на бројот на изборни единици. Зошто? Во Скопје, во Куманово, во Тетово имаме огромна бројка на регистрирани гласачи, нема да баратам со бројки да не оптеретувам дебатата. Во рамките на тие, значи листи, суштинска потреба на политичките партии е да номинираат гласачи, да номинираат кандидати онаму каде што има најголем број на гласачи, затоа што основниот интерес на политичката партија е да обезбеди што повеќе гласови за листата. Во таков еден момент и со достапот кон медиумите во овие средини, еве вклучително и Битола, можеме да ја напоменеме, ќе се доведеме во ситуација во која што 95% од собранието ќе ви дојде од тие неколку града и со тоа ќе изгубиме географската распределеност и адекватната репрезентативност на по географски критериум. Истиот тој проблем во моментов со таков проблем се соочува Република Косово, каде што од една изборна единица со отворени листи сега веќе се приоѓа кон реформирање од проста причина што не знам сега точно во проценти, меѓутоа огромниот број од пратениците доваѓаат од Приштина. Значи концентрацијата на гласачи на едно избирачко место и пристапот кон медиумите во кампањата го прави своето. Госпоја Поповска, вие велите една изборна единица и отворени листи. Да, и додаваме уште дека со еднаков број мажи и жени на листите, нешто што го пробавме на локалните избори 2013 година. Се разбира, овој пат ние предлагаме и зип-зап модел на изменично, онака како што прават нордиските земји и се пример за демократија. Но, во секој случај, во моментов се дискутира за една изборна единица и за отворени листи. Сме за тоа уште во моментот кога прв пат се дискутираше за отворени листи, она што Дарко го спомна пред повеќе години, и од тогаш во повеќе наврати во парламентот и јавно се залагаме за тоа. Причините веќе беа поставени во самото прашање. Со една изборна единица ќе се постигне соодветна застапаност на различните граѓански групи во парламентот, затоа што различни граѓански групи ќе можат слободно да гласаат за онаа партија или онаа листа која што ги застапува токму нивните интереси. И тогаш јасно ќе се знае, ќе биде еднаква или пропорционална силата на гласовите од електоратот со силата на пратениците или бројот на пратениците во парламентот. Освен тоа, на тој начин ќе се даде посилен акцент на идеолошкиот профил на партиите, затоа што ќе се трудат да изградат соодветна програма што ќе одговара на соодветни барања на граѓаните. Сега во моментот вие имате партии кои што не знаат зошто се партии, затоа што два-тројца така сакале, а немаат свој идеолошки профил. Мислам дека тоа не е добро за општеството и понатаму во парламентот не добиваме јасна слика за што тие се залагаат. И како аргумент за ова ќе го кажам,
Значи, во моментов 56% од граѓаните, според последната анкета на ИРИ, не се изјаснуваат за ниедна од 4 партии дека би гласале. Тоа покажува дека 56% од граѓаните размислуваат или бараат нешто друго. И уште еден аргумент во бројки, во последниве циклуси од 2006 година на парламентарни избори, ние имаме постојано помеѓу 100.000 и 200.000 гласачи кои што гласаат надвор од големите коалиции. Тоа се легитимни гласови на легитимни граѓани кои што бараат нивните заложби да бидат соодветно застапени и би завршила нашиот мотив за една изборна единица за застапување дојде уште од 2006 година кога се формираше дом, затоа што тогаш самостојно, како што знаете, настапивме на изборите и освоивме гласови за тројца пратеници, но поради токму распределбата во тие 6 изборни единици само еден влезе во парламентот. Така што апсолутно сме за ова и мислиме дека на овој начин ќе се спречи клик-клак системот кога се наизменично се менува една, простете, колешки една од двете најголеми партии и ќе се намали можноста за преголема доминација на една партија која што во моментот предводи одредена владеачка коалиција и сметаме дека се во ова и ова последново и се во ова што го беше спомнато како аргументи оди во насока на поголема демократизација на земјата. Нам дефинитивно тоа ни треба и можност да ги избегнеме политичките кризи во кои што еден дел се причина токму поради изборниот модел. Значи, отворените листи се нешто што е посакувано од граѓаните, се оформили став во СДСМ околу тоа? Јас мислам дека прашањето треба да го вратиме еден чекор напред. Вие спомнавте политичка криза која што ни отвори врата на преговори околу промена на генерално изборните правила. Ајде да не заборавиме каде сме. Значи, не зборуваме за ситуација во која што имаме пристојни избори и се трудиме да ги подобриме работите. Бидејќи и во држави кои имаат подобар демократски скор, се уште има проблеми. Внатрепартиска демократија, прашање на тоа колку гласови се потребни за да добиете еден пратеник, дали малите партии се обесправени или не. Се тоа многу легитимни прашања. И јас сметам дека во рамките на овие дискусии нив треба да ги отвориме. Но да не заборавиме дека дојдовме овде заради тоа што во Македонија основното демократско правило не важи. А тоа е дека граѓанинот слободен оди на избори и неговиот глас никој не може ниту да го земе, ниту да го злоупотреби. Може би до минатата година некој од нас има илузии дека со сите мани на нашиот избирачки процес сепак во суштина се работи за рамноправен надпревар. Меѓутоа, она што се случи и во 2014, она што се случи откако беа објавени снимките кои што се однесуваа на изборниот процес, покажа дека во Македонија имаме се, ама фери демократски избори немаме дури ни во блиска иднина, доколку суштински не го реформираме систем. А зошто сега не би направиле еден чекор напред, бидејќи гледаме дека се согласувам. Меѓутоа, ние и за двете теми ќе бидеме прилично отворени во овие преговори. Ама да не ни се случи како што ни се случувало во минатото. Да го имаме проблемот, например, со притисок врз гласачите, купување на гласови, уцена, најразлични финансиски и политички злоупотреби, а ние целата енергија да ја посветиме на прашањето дали ќе имаме една или 6 изборни единици. Според нас треба да водиме сметка за тоа секој глас горе-доле подеднакво да вреди. И во таа смисла едната изборна единица е поправично решение. Од друга страна, ние се наоѓаме на колку 10 месеци пред избори. Основното правило на сите опсе препораки е да не го менувате премногу системот на избор непосредно пред изборите. Значи, мора да најдеме некаков баланс помеѓу овие два аргументи. Ние, да бидам искрена, како партија имавме многу сериозна дебата уште пред изборите минатата година и бевме, јас би рекла, мнозинството во партијата беше за отворени листи. И тогаш чувме сугестија или коментар на една наша колешка која што навистина е посветена на ова прашање, која што малку ни постави неколку прашалници, неколку дилеми. И јас ќе ви ги кажам тие. Дека во еден дел од Италија, пред известно време, кога за прв пат ги вовеле отворените листи, им се случил проблемот со така наречено злоупотреба на отворените листи за шифрирање на гласачките ливчиња. Што значи тоа? Тоа во Македонија над 60% од граѓаните сметаат дека власта има начин како да дознае за кого гласале. Над 60%. Тоа во најголем број од случаите не е точно.
Меѓутоа, во села се праќаат полицајци кои тоа им го кажуваат. Во центрите за социјална грижа им праќаат пораки, ако не гласате за владеачката партија, ние знаеме како сте гласале. И замислете го ја таа атмосфера, ако сега уште партиските војници на ВМРО ДПМН чукнат на врата на едно семејство и кажат, за да ве контролираме како ќе гласате, вие ќе мора не само да гласате за ВМРО ДПМН, туку и да гласате за број 2, 8, 14. Тоа, велам, тоа создава страф дека можно е уште повеќе граѓаните да се уплашат дека некој ќе знае како гласаат. И заради тоа мислам дека и оваа тема на можна злоупотреба на добриот систем. Значи сме за тоа граѓаните да можат повеќе да влијаат на тоа кој ќе биде избран. Да не забораваме, во 90-тите години ние имавме и мнозински систем. Кај мнозинскиот систем граѓаните буквално знаеа за кој точно гласаат. Тоа не ни ги спречи пак тие партиски клиентелистички, да кажам, шеми. На крај само да резимирам, значи мораме прво да ги решиме суштинските прашања, како да ги охрабриме граѓаните да излезат на избори и да гласаат без страф од последици. И како да обезбедиме граѓаните на Република Македонија да ја носат одлуката, а не оние кои ги печатат личните карти, не оние кои што фалсификуваат гласачки ливчиња, не оние кои што крадат избирачки материјал. Мислам дека и двете теми ќе треба да ги гледаме низ призмата на можни злоупотреби. Впрочем, на Косово, ако не се лажам, се смета дека отворените листи прерано во нивниот случај воведени создале компликација која што им се одразила и на впечатокот за тоа дали изборите се фери демократски. Само кус коментар од вас барам на овие аргументи, бидејќи една од партиите го преговара. Прво да одговорам на моментот дека не постои концепт со отворени листи, а без притоа да се стави со една изборна единица, без притоа големите партии заради собствена заштита да стават и изборен праг. Значи, и за тоа треба да се размислува кога доаѓа моментот на отворени листи. Само Холандија е како држава еден пример каде што не постои такво нешто, односно е 0,66, мислам, или 69% од гласовите. Значи, само една држава има во Европа таква. Друга работа, по прашање на шематското гласање. Сега не мора 3 да заокружуваат, сега заокружуваат една. Нема концепт и нема логика. Потешко е да се исконтролираат сите дали гласале по шема за тројца, отколку за еден. Значи, тоа е првиот момент. Многу е важно да се слушнат овие... Вториот момент. Не сметам за експерт, се разбира, за оваа област. За преуранетост. И тоа е точно. Меѓутоа, во Македонија не мора да има преуранетост и како умни можеме да учиме од искуствата, лошите искуства на другите. Доработувањето на модалитетите поврзани со отворените листи, во оваа фаза разговараме само за отворени листи. Се спроведува концепт на отворени листи со 3 или 5 блокирани први места на листата. Тоа исто така ќе придонесе ова шематска комбинација да не биде воспоставена, бидејќи граѓаните ќе имаат можност не да гласаат за тројца. Во прво време ќе се даде една преференца, значи ќе се бира еден од луѓето. Значи има мал милион модалитети кои што представуваат сигурносни или безбедносни системи или осигурување на интегритетот на гласот. Понатака, ако им дадеме ние на граѓаните, ова прв пат го кажуваме во јавност, да гласаат од број 6 до број 20, а на партијата и оставиме местата од 1 до 5, и внатре партиските тензии малку ќе спласнат. И, значи, конечно, зошто па цело време говориме за интересот на партиите? За не, јас реков што на почетокот на емисијата, нас ни е во фокусот интересот на граѓаните. Да го слушнеме ставот на господинот комбинаториката Бесимир. во гласањето можеби ќе биде дека сум гласал за, не заборавајте, гласот за партијата секогаш ќе остане глас за партијата. А кој како ќе гласа... Ова е одговор на друго прашање. Значи, апсолутно е точно дека, без разлика за кого ќе гласате на листата, тоа се смета за партиски глас. Значи, од тој аспект, партиите имаат и интерес да поттикнуваат отворени листи. Оти знаете што ќе се случи. Секој од кандидатите на листата ќе биде заинтересиран да мобилизира. Од тој аспект е многу. Единствениот страф, велам, кој што постои, не е партиски страф, тој е граѓански страф. Ако граѓаните се плашат дека власта има уште еден начин за контрола на нивниот глас,
помалку ќе можат слободно да се изразуваат. Меѓутоа сите овие механизми кои што вие ќе се обидете да ги усвоите се за да се оттргне таа опасност. Проблемот е менталниот склоп на граѓаните. А дали ќе имат три преференции, една преференца или ќе гласат само за логото на партијата, тоа не прави разлика голема. Во однесувањето на гласовите. Граѓаните, ние немаме граѓани кои што се плашат слободно да гласат. Не, јас само сметам дека ова битно прашање бидејќи се што вие ќе правите сега, господине Шегиринска, на работните групи е нели да ја елиминирате таа опасност од влијание врз гласањето, па затоа велам да одиме еден чекор напред и да го послушаме гласот на граѓаните. Се извинувам господине Бесими, јас се извинувам, не доби воопшто збор. Повелете за вашиот став за ова прашање. Благодарам. Значи, кога зборуваме за избори, очигледно че има и други прашања, пред се кога ги поставиме принципите, демократските принципи, тоа првото е дека да има слободни фер избори и гласот да има исто значење за секој граѓанин во Република Македонија, што подразбира само ако тргнеме од овие принципи после до моделот на овие прашања и други прашања кои се составен дел на темите што се разговарат на работната група меѓу политичките партии, ќе произлезат разни модалитети што беа спомнати тука. Конкретно, да не должам повише во однос на она отворени листи, Демократска унија за интеграција и во порана фаза има кажеме јасно ставот и за отворени листи, ние сме отворени кон овој пристап, доколку тоа со сите овие ризици има механизми што ќе обезбеди фери демократски избори, а меѓутоа и да не биде многу комплициран процес, затоа што сме свесни со 6 изборни единици, со на секој од овие по 20 кај што граѓаните се бара да гласат, и во тој период политичките партии да имат ефективна кампања како во однос на политичка партија, исто индивидуалниот пристап, мислам дека тој процес е важно во модалитетите да се има во предвид. Второ, во однос на изборните единици, тука едниот беше принципот, ние сме разгледали разни опции, има разни аргументи за ако ги имаме овие крајните варијанти, една изборна единица, 6 или 3 изборни единици. Битно е ако во овој дел на работните групи, значи останат на постојната 6 изборни единици, сепак оној принцип на еднаков гласовите да вредат еднакво низ цела држава, во смисла на бројот на граѓаните кои треба да избират во рамките на 6 изборни единици по одреден број на пратеници. Мислам дека тоа исто така е прашање што го има во законите, треба да се има во предвид. А во однос на една изборна единица, секако доколку преовладе тоа во делот на работните групи, тогаш прагот, како што е практиката во други земји, мислам дека треба да помогне во делот на обезбедување на тоа што се очекува политичките партии кои одразуваат одредени интереси во нивните програми да имат соодветен пристап во собрање. Значи, може да се очекува дека во овој дел по однос на овие прашање ќе работи на практиките што најдиректно ќе го одразат интересот на граѓаните, тоа што цело време, во последно време го слушаме, дека интересот на граѓаните пред интересот на партијата. Маја, дали сте задоволни? Само да може едно кратко дополнување, сосем кратко, бидејќи Дарко го спомна изборниот праг. Изборен праг како предлог само го давам, би можел да биде 1,5% од излезените гласачи, тоа е истиот оној праг што веќе е функционален кога се проценува со 6 изборни единици, кога се проценува која партија да добие финансирање. Секоја она што обезбедила 1,5% најмалку од гласовите, толку. Само еден избор. Искрено, јас не верувам дека големите политички партии ќе ви го дозволат тоа. Не би требало нам да ни го дозволат, на граѓаните да ни го дозволат. Јас велам конкретно како предлагач, дека искрено не верувам. Јас можам да ветам дека во Отворено само ова ќе се разговара една цела емисија во новиот циклус од десен. Значи да се вратиме сега на она докаде сме во моментов со работата на работните групи, речиси 2 недели по постигнувањето на договорот од 15 јули. Денеска е првиот состанок на работните групи. Ако го погледнеме договорот од 2 јуни врз основа на кој е направен договорот од 15 имаме можност да согледаме веќе прв рок до петок, кога треба да се затвори прашањето за реформа на Државната изборна комисија. Односно, конкретно ќе го цитирам договорот од 2 јуни, до 31 јули 2015 составот на Државна изборна комисија ќе се прегледа и модифицира. Ќе се сработи ли ова до петок, Шекеринска и Басиме?
Повелете. Денес има веќе закажана средба кај што се очекува да работи работната група во полн состав со представници од сите политички партии што се потписници на тој договор. И како што е најавена интензивна агенда и јас мислам дека тоа треба да се постигне. Нема алтернатива за тоа што е договорено, тие рокови што се ставени во тој протокол од 15 јули, секако значи дека ние треба сега во рамките на работните групи, политичките партии да најдат решение не само за овој рок кој што вие го спомнавте, има и други рокови во тој протокол, односно тоа така треба, меѓутоа дали очекувате дека тоа ќе се случи? Треба да работиме, нема што да очекувам. Ние треба да очекуваме и да работиме како што е напишано со рокови да се испочитува. Ќе се стигне ли роков? Јас би сакала да го делам оптимизмот на господинот Бесими. Мислам дека е невозможно првата обврска да биде испочитувана, само заради тоа што таа подразбира одлука на собранието и двојна одлука на собранието. Прва одлука да се смени законот, а второ одлука да се изберат нови личности. И мислам дека на сите кои што ја знаат постапката, овој рок им изгледа нереален. Она што мислам дека е чекор кој може да се направи е до тогаш барем овој дел да биде усогласен помеѓу партиите кои што учествуваат во преговорите и да се осврнеме на второто прашање кое е по мене уште поважно од самата структура или состав на Државната изборна комисија. Втората реченица во истиот пасус кој што вие го цитиравте вели до 30 септември Државната изборна комисија ќе добие зголемени надлежности. Овластувања, така. За да обезбеди слободни и фери избори. За да обезбеди. Мислам дека е ова клучната всушност тема. И ние треба составот на ДИК не да го гледаме низ призмата кој како сака да има состав, туку како ние ќе обезбедиме фери демократски избори, со каква Државна изборна комисија, со какви зајакнати надлежности и со какви ресурси. Едно е да ја дадете надлежности на ДИК, а сосема друго е да ја овозможите тие да ги практикува. Еден пример имаме релативно од скоро минато, а тоа е околу ингеренциите поврзани со избирачкиот список. Ако го читате законот во Македонија, ДИК е надлежна за него. Ама ако видите што ни се случува во реалноста, ќе видите дека ДИК е сведена на ниво на поштар. Ги прима базите на податоци од МВР, ако им постави дури и прашање на луѓето во министерството, не добива вистински одговор. Добро, значи, и се игра пинг-понг помеѓу институциите. Значи, по мене, да резимирам, ова прашање ќе се дискутира во текот на оваа недела. Јас се надевам дека ќе има договор. Не беа позитивни сигналите веднаш после 15 јули, кога на два пати практично состанокот на работната група беше одлаган. Меѓутоа, можам да кажам од наша страна дека ќе водиме сметка да се почитуваат роковите и дека ќе водиме сметка да се почитуваат целите. Оти не треба да трчаме само по роковите, туку треба нешто да овозможиме на граѓаните. Фери демократски избори, транспарентна процедура, учество на граѓанскиот сектор. Да, практично на наш беше предлог за Советот за стабилизација и асоциација. Не ни е јасно. Може ли да го објасните, не ми е јасно на опозицијата? Ние понеделник имавме Совет за стабилизација и асоциација, кој вообичаено тој рок се знае однапред, многу порано, и тоа секоја година во тој период се одржува. Значи, тоа е делот што во текот на минатата недела, значи кога беше закажана, не бевме во Скопје. Односно, во однос на конкретно на ова работата и роковите, јас мислам дека еднакво се важни, мислам пред се целите, но и роковите, за тоа што тоа покажува колку ние стварно стоиме за тоа што се договараме или политичките лидери потпишале некој договор. Предпоставам препорака тоа да оди политичкиот договор да се реализира според насочената динамика во него, а јас според оно што можев да го прочитам, акцентот ваш на министерот за надворешни работи беше дека биле известени за содржината на акцијскиот план на владата, кој јавноста се уште не го знае, ниту пак опозицијата, значи тоа се две сосема различни. Прво, значи во однос на имплементација на договорот, политичкиот договор од 2 јуни, тоа веќе неколку пати е кажано од Брисел, очекуваат политичките партии да работат согласно роковите и да се постигнат целите. Значи, тоа апсолутно се слагам, треба да се потенцира, затоа што тоа треба да служи за нешто. На крај, ние да успееме во април, кој е крајниот рок според договорот, да се
обезбедат фери демократски услови на начин што политичките партии ќе се сложат ќе ги прифатат резултатите. Второ, што е во однос на акцијскиот план, прво тоа не е таен документ, тоа е работен документ. Во работни верзии се споделена и со политичките партии подписници на 2 јуни договорот и треба да се испочитува за тоа што тој акцијски план ги офаќа препораките за итни реформски приоритети во Европска комисија на извештајот на експертите, односно прибе извештајот 24 декември да настанете, како и селектираните приоритети од пристапниот диалог на високо ниво кој е најавен веќе за 18 септември. Тој е документ кој е како работен документ се дополнува на неделна основа и всушност исто во однос на овие препораки и акцијскиот план ќе има еден инклузивен пристап, исто така и цивилниот сектор ќе биде консултиран во овој процес со цел ние пред 18 септември на пристапниот диалог на високо ниво да имаме еден инклузивен процес, а воедно и тоа да биде придонес за извештајот за напредок на Република Македонија кој се очекува во октомври да биде објавен. Инаку само да разјаснам дека акцијскиот план не се однесува само за периодот до изборите. Таму има работи кои што се системски и што ќе важат и после изборите. Таму се работите кои се очекуваат од Република Македонија да ги направи. За вечерашниот состанок со посредство на белгискиот експерт Питер Ван Хоуте, избирачкиот список, гласањето на диаспората. Сакам да го слушнам вашиот став и им должиме на гледачите едно објаснување дека оваа емисија се снима пред отпочнувањето на тој состанок, токму поради тоа што не можевме да бидеме сигурни дека вечерва ќе ги имаме на располагање политичарите кои што се вечер во студиото. Со каков став ќе настапите вие на состанокот околу избирачкиот список и гласањето на диаспората и се разбира вашите ставови во врска со ова, особено вашата иницијатива за активна регистрација на гласачите би сакала да ја објасните. Поред. Само колку може пократко, бидејќи имаме уште доста прашања. Во однос на диаспората има позиција дека тоа треба да се тргне од едноставни причини за тоа што прави дисбаланс на тој основен принцип што го рековме дека колку вреди гласот на граѓаните да има иста тежина во собранието. Второ, во однос вториот дел од вашето прашање избирачкиот список. Во однос на избирачкиот список, ние сметаме дека тоа исто така треба да се најде начин да има да се исчисти избирачкиот список на начин кој ќе произлезе од работните групи. Ние во тој дел сме сериозно заинтересирани како политичка партија да имаме да влеземе во една конкуренција на изборите каде што се знае точно колку гласачи има и кој гласа. Така. Това е може би е несоодветно пред да се оди на преговори да се кажуваат позициите, меѓутоа мислам дека нема да кажам ништо дополнително од она што го истакнавме како партија во минатото, а тоа е прво дека очигледно е дека избирачкиот список е една, како да кажам, црна точка во нашиот изборен процес. Дури и лош избирачки список сам по себе не значи нерегуларни избори. Меѓутоа ако имате комбинација на лош список и злоупотреби од страна на власта, тогаш навистина тоа резултира во криминални избори пар екселанс. Што ни се случува нам? Нам ни се случува еден хаос и во личните податоци, и во адресите, и во регистрирањето на гласачите, и во издавањето на лични документи. Долго време во јавноста мислевме дека целиот тој хаос е резултат на неефикасност на институциите. Сега гледаме дека тоа не било точно. Дел од институциите се злоупотребени и поттикнати на таков хаос, за да некој може да лови во матна. Само на таков начин можно вие да увезувате гласачи од странство, можно е лажно да давате лични карти или пасоши, можно е да издавате фалсификат лични карти и пасоши, само како подсетување до ден денешен јавното обвинителство не излезе со една буква за онаа снимка видео која што беше споделена во јавноста за печатење или делење на вистински или фалсификувани пасоши кои што личат на македонскиот пасош. Како ќе се прочисти избирачкиот список? Ние сметаме дека пописот нема директна врска врз избирачкиот список и како таков не треба да се врзува. Ќе бидеме отворени или за опцијата теренско прочистување на избирачкиот список,
или за опцијата на нова изградба на нова база на податоци преку активна регистрација на гласачите. Меѓутоа, и во двата случаја, кој да е системот, мора да обезбедиме ДИК да биде тој кој што е собственик на базата на податоци, тој кој што гарантира за точноста на базата на податоци и тој кој на лице место може да види дали се направени некакви злоупотреби. Но сметаме дека тоа нема да биде доволно. И едната и другата опција носат плусеви и минуси. Она што е најважно е во меѓувреме во Македонија некој да понесе одговорност за злоупотребите кои што веќе се видливи на јавноста. Тоа, впрочем, беше една од препораките во извештајот на Прибе, кои еве владата и во акцискиот план некако го подзаборава. Значи, вели, пред да одите на следен изборен циклус, граѓаните, вработените во администрацијата, министрите, политичарите мора да сватат дека злоупотреба изборна е еден од најголемите гревови во земја која што сака да биде демократска. Ако нема казна, ако нема законска и кривична одговорност на починителите на вакви кривични дела, тие ќе бидат поттикнати уште еднаш да ги направат. И затоа навистина станува смешно, трагично, страшно начинот на кој што обвинителството си ја ишкаше мувата со последното соопштение и практично не успеа во овие 6 месеци да истражи ниту едно од делата еве кои што се однесуваат на изборните нерегуларности. До ден денеска истиот претседател на општинска изборна комисија, кој видовме дека крадел избирачки материјал, тој е се уште претседател на општинска изборна комисија. Со такво однесување ние можеме 101 нова база на податоци, избирачки список да направиме, а злоупотребите ќе останат. И затоа ова прашање мора да го гледаме како дел од останатите теми. Во делот на диаспората ние сметаме дека не треба да се укинува правото на диаспората да гласа, но мора да се обезбеди, и тоа е лесно да се направи, еден глас да вреди подеднакво и во Македонија и надвор од Македонија. На тој начин ќе се стимулираат граѓаните кои што за жал и ја напуштиле државата, живеат во странство, ќе се стимулираат во поголем број да се изјаснат на изборите, а не ова да се сведе на административна битка помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, кој повеќе ќе им олесни на своите гласачи да се пријават, а на другите кои повеќе ќе им оневозможи. Тој тип на злоупотреби во амбасадите од страна на службени лица беше навистина срамота за Македонија и внатре и надвор од државата. Може само да дополнам, ако не е за да не може нашиот став да не може да гласа диаспората, значи само да појаснам. Меѓутоа во овој начин да се смени диаспората може да гласа во Македонија. Со опозицијата, така. Не, тоа е наш став, може да биде сличен. Велам, да, сличен е ставот, да. Или пак тие со вас. Не е страшно и да се согласи не би со Јас ќе се согласам со делот за гласање за диаспората, значи ве сите тројца колеги досега се согласуваме дека тоа треба да остане, бидејќи тоа е еден вид цивилизацијска придобивка за Македонија. Знаете, во едно време на глобализација, во состојби каде што одредени држави имаат огромен дел од својата популација надвор како диаспора, Македонија во таквите земји, навистина е цивилизацијска придобивка таа диаспора да може да учествува на избори, но секако треба да се гарантира тежината на гласот, тежината на гласовите на избраните пратеници од диаспората, и тука апсолутно се согласуваме. Мислам дека и сите и гледачите тука и сите граѓани би се согласиле, тоа е едноставно логично нешто. И друга работа само околу избирачкиот список, јас би била и ние од Дом повеќе размислуваме за теренско прочистување на списоците, да се видат живи луѓе кои што стојат зад одредени букви напишани дека се гласачи, и поради една друга причина, затоа што активна регистрација на гласачи има во многу земји и таа е генерално добра како идеја, меѓутоа се плашам дека во нашиот случај тоа повторно ќе биде партиска мобилизација, каде што само одредени партии ќе си го дозволат луксузот да им овозможат и или да ги поттикнат своите фиксни гласачи да излезат и да гласат. Например, јас гледам како проблем, не знам, вие ќе ме поправите ако не е така, дека при активна регистрација би се регистрирале само оние кои навистина имаат намера да излезат на избори.
Има различни модели. Има различни, може само едно нешто да кажам. 5-6% од гласачите според анкетата на ИРИ, како што реков, кажуваат дека не се за ни една од понудените 4 партии. Тогаш што со нив? Кој нив ќе ги мобилизира и дали ќе ги мобилизира? Посебно во ситуација на разочараност, затоа што во политичка криза токму тоа се случува. А нам ни треба токму тие неопределени гласачи, затоа што тие го направија освестувањето во Република Македонија. Се разбира со помош и на бомбите, на содржината од бомбите кои што опозицијата ги покажа, меѓутоа и граѓаните кои што се осознаа и рекоа со ова не се согласуваме, излегоа на улица. Не сум сигурна дека сите граѓани надвор од оние што беа по улиците, дека се толку активни и мобилни, па да излезат да се регистрираат. Тука ми е стравот да не ги изгубиме оние кои што се решаваат во последен момент. Вие знаете дека има големи проценти од 20-тина некогаш проценти од гласачите кои што во последен момент се одлучуваат дали да излезат и за кого да гласаат. Повелете, Алекс. Поред. Да. Гласањето на диаспората ја чини Република Македонија помеѓу 1 милион и 200 и 1 милион и 300 илјади евра. Моменталното решение, што представува помеѓу 25 и 30% од вкупниот буџет за избори. Со други зборови, еден пратеник чини 10% од буџетот. Многу чини тој глас, многу голема тежина има гласот на диаспората во Република Македонија. Ова решение е скапо и ги нарушува демократските принципи. Од тој аспект, да, точно, луѓето во диаспората треба да гласаат. Ставот на Мост е дека за овие избори тоа треба да биде укинато, а низ дебата да се испитаат сите оние елементи или методи до кои што можеме да дојдеме. Зошто? Трошокот од 1.200.000 евра ќе го направиме пак. А може да се случи да не добиеме ниту еден пратеник. Со решението, конкретно што во моментов беше презентирано, а со кое што, ако можам да предпоставам, се сложија дел од учесниците. Тоа значи, ем ќе потрошиме пари, ем нема да имаме пратеници. Значи има модалитет во кој што тие луѓе би гласале и нивните гласови би се распределувале тука во Република Македонија и не би имале 123, би имале 120 пратеници. Понатак, има гласање по пошта, има гласање вакво, има гласање такво, има многу попрагматични и поефикасни методи. Колково е нивото на доверба во системот да спроведе нешто тако, тука е муабетот. Чи тука е клучното. Парите и довербата. Тоа е, значи, по прашање на гласање на диаспората, ставот на Мост е тој. Понатак, притисоците. До 2009 година во Република Македонија важеше, беше на сила во рамките на кривичниот законник, во 4 члена кои што го регулираат, ја регулираат повредата против изборите, имаше по еден последен параграф во кој што се велеше дека обидот е казнив. Господината Шекеринска беше дел од владата која што го донесе тоа ригидно и за нас одлично решение. Што се случи во 2009? Обидот, казнивоста на обидот беше избришан. Со други зборови, има и една официјална изјава од страна на обвинителството во кое што се вели за да покренеме постапка, односно да дојде до завршница иницијална истрага, мора да има доказ. Што значи тоа? Како ќе докаже некој дека притисокот кој што некој мене ми го направил, вродил со плод? А обидот ако беше казнив и самиот притисок со сведочење има, значи, е судски предмет. Значи, препораката на Мост на ниво на работните групи е обавезно да се разговара дека обидот по 4 различни дела против изборите кои што ги регулира КЗ, кривичниот законник, да биде веднаш вратено на маса и веднаш инкорпорирано во изборниот законник. Тоа е, значи, вториот момент. Избирачкиот список. И по прашање на активната регистрација. Значи, сериозноста на политичките партии е да ги и задачата ќе биде да ги мобилизираат граѓаните. Сега не можам да приметам дали збориме, дали господјата значи Поповска е граѓански сектор или политичка партија, ама
Еве сега вака. партија што го поддржува граѓанскиот Супер, сектор. исто. Значи двонасочна е таа комуникација. Само да кажам една работа. Има различни модалитети на активна регистрација. Разговараме дека нема доверба во базата која што во моментов ја има Министерството за внатрешни работи, на база на се што чувме и на се што видовме. Теренската проверка е многу долга операција. Таа се завршува со политичка волја, се разбира. Транспарентно и секако. Значи, дури Мост има и цел сет на 5 активности кои што до сега во милион наврати ги имаме назначени. Каде е суштинскиот проблем? Суштинскиот проблем е што правиме со системот кој што, односно со документот кој што се вика избирачки список и кој е собственик. Не може да се однесуваме дека од една страна ДИК ќе добие повисоки овластувања, а од друга страна МВР ќе биде тој кој што ќе каже кој да гласа, а кој не ќе го креира избирачкиот список. Целокупниот процес мора да биде во рацете на Државната изборна комисија. Правењето на нова база, значи законска обврска ќе биде на секој граѓанин, а за тоа ќе добие некаква награда од државата. Еве да не говориме за казна. Или ќе добие казна. Ако не се регистрира за гласање, никој не го тера да гласа. Тоа е друго. Да. Со тоа што правиме? Значи имаше во јавноста многу реакции дека ќе дојде до нели ако оставиме активна регистрација, пак има притисоци, пак има едно, пак има друго. Ве молам, ако е законска обврска, нема тука притисоци и не притисоци. Секој граѓанин ќе оди и ќе се пријави. Значи мораме конечно да почнеме да функционираме врз основа на. Не можеме цело време како граѓани со оглед на тоа дека збориме за интересот на граѓаните, да разговараме дека имаме само права. Значи имаме и граѓански обврски. Тој кој што сака да ги ужива правата, треба да ги исполнува и своите обврски. Значи на граѓаните многу лесно ќе им се искомуницира тој момент. Никој нема да треба да се определи за кого ќе гласа со денот кога ќе оди да се регистрира во избор. Сега, кога еднаш ќе го направиме тоа, во оваа фаза сега тука не разговаравме за многу битен момент, а тоа е биометријата. Значи, ако тоа не се направи биометриски, повторно нема да има доверба во избирачкиот список и повторно нема да има доверба во избирачкиот процес. Значи, години наназад направете анализа, ние имаме оваа дебата, а сите сме помалку подостарени, а ништо не е сменето. Значи, на страна базата која што има МВР, Државната изборна комисија, ако го поседува избирачкиот список и ја намали својата зависност, не со работката, ако Државната изборна комисија ја намали зависноста од другите институции во процесот, ќе биде многу посамостална и ќе представува со својот интегритет вистински чувар на изборниот процес. Се останато ќе покаже дека не сме ја научиле лекцијата на сето ова што ни се случува во државата. Добро, Зекија Мемедова Христова го поставува следното прашање. Прашање во ми е до господја Шекеринска и до господинот Бесими. Кога зборуваме веќе за враќање на демократијата, би ве прашала дали како големи политички партии би го прифатиле предлогот на Дом за вклучување во работните групи на помалите политички партии и на останатиот граѓански сектор, за да се избегне политичкиот и етнички бипартизам во државата кој што со години владее. Благодарам. Бесими, поведете. Во однос на политичкиот договор, тој како процес веќе ги вклучува четирите политички партии, поголемите политички партии во Собранието на Република Македонија и е дефинирана веќе рамка која треба да се испочитува до изборите. Мислам дека важно е сега Македонија да успее овие чекори што се предвидени таму да се постигнат со цел да обезбедиме сите политички партии, односно граѓаните на Република Македонија да добијат фер и демократски избори во смисла на политичките учесници во тие избори, односно политичките партии, да ги прифатат тие резултати. Значи, тоа е целта на овој процес. Како ќе се одвива до постигнување на таа цел, мислам дека тука може да има флексибилност, но пред се би рекол, важна е ефективноста на тоа што е договорено да се испочитува и да се Но сепак повеќе од флексибилност по соодветен збор може би било да се има слух за вакви насоки, да речеме, од експертската јавност и од она што е граѓански интерес во поставувањето на ставовите на тие договори. Повелете.
Јас имам за ова прашање различен став од господинот Бесими. Прво, мислам дека мора да бидеме поамбициозни. Значи, не смееме да го сведеме и овој договор и сите оние препораки и обврски кои што ги добивме како држава, на тоа само да постигнеме фери демократски избори. Граѓаните бараат многу повеќе. Сакаат да одлучуваат каде ќе оди државата, ама и сакаат помеѓу два изборни циклуса да знаат дека судството е судство, дека медиумите се независни, дека владеат основните уставни и законски механизми кои што им ги штитат правата. Инаку, ако демократијата ни се случува еднаш во 4 години, исто како и да ја нема. Значи, прво се работи навистина за потези кои не се само насочени кон изборите, туку кон враќање навистина на демократијата и слободата во Македонија. И второ, и самиот договор, оној основниот од 2 јуни, тој не ги остава сите овие прашања во рацете на 4 партии. Ние можеме да кажеме да, ние сме најголемите, од нашето расположение зависат одлуките во парламентот, ама не се само овие 4 партии Македонија. Напротив, ова што беше спомнато, едно големо мнозинство граѓани се чувствуваат непредставени, а се многу активни во граѓански сектор, во општеството, во својата локална средина. И затоа беше одлично што во една од точките на второјунскиот договор стоеше дека целиот овој диалог околу суштинските системски прашања ќе ги вклучи главните политички партии, сите главни политички партии, сега можеме да отвориме дискусија кои се тоа, и граѓанското општество. И јас мислам дека 4 политички партии не смеат да го дефинираат ова толку тесно како што им одговара на партиските интереси, туку напротив, диалогот треба да го шират. Дали тоа ќе биде доволно ефикасно? Па јас мислам дека бевме доволно неефикасни и кога беа само 4 политички партии. И не случајно на претходниот состанок, по предлог на СДСМ, невладините организации кои што се активни во делот на избори, беа поканети. И ние ќе продолжиме и понатаму. Меѓутоа, нашиот повик, нашиот коментар и до белгискиот медиатор и до останатите 3 политички партии, дека ова не е наше ексклузивитет и дека не треба една партија да одлучува, туку навистина на клучните широки теми, каде што имате повеќе експертиза дури и надвор од политичките партии, треба да знаеме и да слушаме, а не само да знаеме да пресекуваме. Како би требало да се вклучи граѓанскиот сектор, што би советувале вие многу конкретно и пос? Има прекрасни организации со огромна експертиза, како што е Мост во делот на изборите, такви организации имаме и во делот на правосудството, и во делот на човековите права. Максимално е исправен моментот во кој што, значи, сметаме дека таа средба беше еден вид на подготвителна пред денешниот состанок на партиите. Беше одлична можност да ги презентираме дел од овие работи, дури што ги говорев денеска, се презентираат таму, не за изборниот модел. Изборниот модел е, значи, веројатно ќе дое на дневен ред подоцна. И од тој аспект, значи, политичките партии имаа можност сите на едно место да ги видат сите, да речеме, плусови и минуси. Тоа што ќе го прави граѓанската асоциација Мост во, значи, од овој момент па натака е значи, ние сме ставени на располагање на сите политички субјекти кои што се дел од процесот и што не се дел од процес. Доколку имаме барање за разрешување на одредена дилема, анализа или мислење наше по одредено прашање поврзано со изборите, односно поврзано со преговорите, со задоволство ќе одговориме, меѓутоа не само до партијата која што го бара тоа, туку до сите политички партии. Затоа што сметаме дека во овој процес е добро да се имаат и да се поседуваат информации. Исто така им стоиме на располагање на партиите и за време на самите преговори во тој момент, значи да адхок да реагираме со одредено мислење доколку им е потребно. Дом излезе со конкретни 8 барања, точно, до работната група за преговори и таму покрај барањето за да учествуваме и ние заедно со други колеги од други политички партии од граѓанскиот сектор, затоа што сметам дека тоа е легитимно барање, посебно во делот на изборен модел, бидејќи тоа не засега сите. Форматот е утврден, како да изнајдеме сега начин да се слушнат мислењата?
Да, може да, конкретно преку вклучување во работни групи. Точно. Основите на работните групи ги прават овие 4 партии, меѓутоа сега ќе има десетина работни групи тематски. Ние да речеме покрај за изборниот модел апсолутно сакаме да бидеме вклучени во некоја работна група која што ќе треба да се занимава и за некои тековни прашања, да речеме ние сме во екна еколошка криза и треба да се сопрат, треба да се договори со консензус, едноставно и граѓански консензус ако сакате, дека во овој период треба да сопрат некои штетни процеси што се започнати, кои директно и штетат на екологијата. Урбанизација на Водно, Охридско езеро, Галичица, Маврово, понатаму треба да се донесе законот за зеленило. Ајде велам, трета среќа нека биде, 2 пати нас не одбија, нека биде со консенсус донесен од сите партии во парламентот. Исто така, сметаме дека треба да се сопрат некои проекти, објекти, изградба на објекти кои што предизвикаа лавина од реакции во јавноста. Шпанските сали, барокен ГТЦ, монументален споменик на мајка Тереза, на една хуманистка, каде што апсолутно не и приличи 32 метарски споменик и така натаму. Значи, има работи многу конкретни, каде што различни партии на различен начин можат да придонесат, а покрај тоа секако бараме подитно да сопрене овластеното прислушкување и секој вид политички притисоци, да има пристап до правдата за сите граѓани, ревизија да се направи на процеси каде што учествувале суди и обвинители што работеле по политички диктата, кои што ги слушнавме. Битно е форматот на 4 политички партии кои разговараат да имаат слух за овие мислења. Сосема кратко за да одиме на останатите точки. Само да дополнам. Значи во однос на целите, за да не остане сватено погрешно, значи кога реков до изборите, тоа е според овој договор тоа што треба да се постигне и тука ќе кажам се слагам дека не е идејата и затоа не само изборите, туку целиот систем и затоа пристапивме кон акциски план кој во интерес на инклузивноста беше да се сподели со сите политички партии што се потписасе на договор. Јас одговорив кратко во интерес на времето само за овој формат, а апсолутно мислам дека форми на консултации и како што беше спомнато дека стои во однос на невладиниот сектор, невладиниот сектор исто ќе биде вклучен на 18 септември со ХЛАД, следниот, а и со политички партии форми на консултации. Меѓутоа јас мислев на овој формат што не треба да бегаме од одговорноста. Политичките партии и потписници се со најголема доза на одговорност во имплементација на ова. Со овие рокови и јас потенцирам на роковите затоа што знаеме не случајно се дојдене до тие рокови за да можеме успешно да ги постигнеме тие цели. Ајде сега да видиме како ќе ги постигнеме роковите. Специјалниот јавен обвинител. Да бидеме сконцентрирани што по-конкретно да зборуваме. Кога и како ќе се договара специјалниот јавен обвинител, низ кои механизми, ако се знае дека СДСМ се враќа во парламентот на 1 септември, на 15 веќе тој треба да почне да работи. Значи, треба да се направи закон да се изгласа во парламентот. Еден аспект на прашањето, втори аспект на прашањето, деновиве јавниот обвинител излезе со информација за одреден број на прислушувани разговори. Ми интересира вашиот мислење, вашиот став, дали очекувате специјалниот обвинител да продолжи каде што застанал јавниот обвинител или сите случаи одново ќе се отвара? Тука, само ќе кажем кратко дека важно е да се постигне целта за што треба да служи специјалниот јавен обвинител. Целта е напишана точно за што служи. И сега форматот треба да излезе од работните групи на кој модалитет најуспешно тоа ќе се постигне. Знаеме дека нема да биде лесно да се изнајде соодветен модел, но од аспект на политичките позиции во сама работна група, но дека тоа ќе биде дел и јас не би можел во оваа фаза пред тоа да биде тема на дискусија на работните групи да кажам на кој начин би се решило тоа. Има две клучни прашања. Првото е како ќе му ја дефинираме моќта на специјалниот јавен обвинител, слично како со ДИК. Значи, ќе биде многу тешко да се најде вистинскиот човек за ова место, а при тоа да има поддршка од страна на 4 партии. Меѓутоа, уште поважно е да не го пуштиме во битка без оружје. Значи, можеме да го најдеме најдобриот специјален јавен обвинител, подготвен да се соочи со овој предизвик, подготвен е да создаде многу непријатели. Сите оние кои што ќе треба да одговараат за сериозни кривични дела, нема да ја сакаат, да го сакаат ваквиот развој на настаните, но ако не го дадеме тимот, ресурсите, кадровски, технички, секакви останати и целосната автономија, која што е јасно дел од договорот, тогаш џабе ќе не биде специјален јавен обвинител. Немаме дилеми дека овој специјален јавен обвинител најверојатно нема да може да се потпре многу
на работата на досегашното обвинителство, затоа што тоа 6 месеци немо наблюдуваше што се случува во Македонија. Замислете, обвинителството два или три дена после договорот, кога стана јасно дека нов обвинител, специјален обвинител ќе биде задолжен за истрага по сите овие наводи, тогаш им текна да ја информираат јавноста. И што ја информира? Писма дека пуштиле до институциите. Го прашале ДИК дали имало приговор за расипаните лифтови. Прашаа во Телеком дали имало приговор, некој дали им вршил притисок на работно место. Алиби, соопштение на обвинителството. Факт е дека овие 6 месеци покажаа дека во обвинителството нема политичка волја за истрага. Ниту една од наводите во бомбите не беше само иницијативно истражувана од обвинителството. Они работеа исклучиво по кривичните пријави кои што ние ги поднесовме. Добро, што е прашањето страшно. може да се случи бидејќи се работи на случаите според тоа што го слушнавме од информацијата, некои од нив да се затворат, некои од нив да стигнат до одреден степен. Значи дали сметате дека дали специјалниот обвинител само ќе продолжи понатаму или ќе ги преотвори? Согласно договорот, специјалниот јавен обвинител ќе има целосната одговорност за сите оние кривични дела кои што се разобличија со бомбите, со пресконференциите, со вистината за Македонија. Што значи, можно е да видиме и нови истраги, комплетно неповрзани со кривичните пријави што ние сме ги подготвиле. Тој ќе ги добие сите прислушкувани материјали. Што значи дека тој специјален јавен обвинител ќе може да истражува и на многу други теми кои што ние досега не сме можеле да ги истражиме. Значи се работи на вистина за една нова институција која ако профункционира, ќе ни ја олесни битката за слобода и демократија во сите области, бидејќи дел од проблемите во Македонија е затоа што властодржците мислат дека се недопирливи. Ако го тргнеме тој впечаток на недопирливост, ако секој знае дека носи и кривична одговорност за тоа што го работел, министри, пратеници, директори, именувани лица ќе размислат 100 пати пред да ги направат овие злодела кои што ги чувме од пресконференциите. Јавниот обвинител е клучна фигура воопшто во државата, не случајно меѓу првите, да речам, бараше оставка на постоечкиот, на господин Зврлевски и избор на нов со консензус, при што наведувавме дека опозицијата би требало се разбира да биде вратена во парламентот за да може тој консензус да се постигне. Значи, зборувам генерално за јавниот обвинител, значи апсолутно сме свесни колку е тоа важна фигура, со оглед на тоа што не си поднесе оставка постоечкиот, иако мислам дека тоа ќе беше многу полесна, поедноставна работа и тогаш само еден човек ќе имавме, еден јавен обвинител кој што ќе се занимаваше со сето она со што му е мандатот да се занимава, но во овој случај кога имаме специјален јавен обвинител ќе мора да профункционира тоа затоа што без него ние практично нема да дојдеме до демократска разврска и нам ни требаат паралелно, како што велиме стално, и политички процес и правен процес. Без тие два паралелни тека успешно да се завршат и на крајот да имаме една друга состојба во државата каде што ќе имаме јасни ситуации, ние нема да можеме да дојдеме до нормални избори, ниту до нормализирање на ситуацијата излез од кризата, затоа што да не заборавиме дека суштината на кризата всушност се содржи во тие бомби. Таму е во содржината на тие бомби и ако тоа не се разгледа, не се процесуира на еден нормален, легален начин каде што сите граѓани ќе веруваат. И оние што ја поддржуваат владеачката групација и оние што се во опозиција и оние што се неутрални. Суштината е ние треба да си ја вратиме довербата како граѓани, довербата во институциите и она што ќе се каже да биде кажано и да се знае дека на избори одат луѓе кои немаат зад себе опашки криминални или политички или од било кој вид. Во тоа е суштината, затоа што ако тоа не се направи пред изборите, тогаш повторно се дава шанса некој да може да манипулира со граѓаните и да се прави дека ништо не се случило. Се случило. 2 милиони луѓе слушнале што се случило. И тоа бара објаснување. Ние сите бараме објаснување што точно се случило. Може да излезе на крајот по постапка од тој специјален јавен обвинител, теоретски да кажеме дека ништо, ни една од тие лоши наредби кои што се давале не е спроведена, дека практично немало дело, дека било само говорење. Па тогаш имате за некои работи се има други постапки, меѓутоа немате дело.
тогаш значи ќе бидат чисти тие кои што сега ги сомничиме. Но мора да има процес. А јас лично се сомневам дека сите тие што ги слушнавме за сите тие страшни работи имаат алиби и дека навистина за ниедна од тие наредби не дошло дело. Алексов, доколку сакате да го кажете ваше? Само накратко, ова е решение кое што е адхок и ја отсликува моменталната состојба во државата. И можеби е добро, значи да има таков јавен обвинител кој што, значи специјален јавен обвинител кој што ќе ги истражи сите овие наоди, ќе работи независно, без притисоци и без ничи, да речам, наредби. Како што тоа е наведено. Но ако не почнеме да градиме систем од денеска па натака, паралелно, значи на тоа што ќе го прави специјалниот јавен обвинител, во рамките на кој што за 5 години нема повторно да се доведеме во ситуација да го правиме истиот муабет и да дебатираме на вакви теми, повторно ќе кажам, не сме научиле ништо. Се што ќе договараат политичките партии мора да биде одржливо. Специјален јавен обвинител можеби во оваа фаза е добар, меѓутоа мора да биде прилагоден и ускладен на системот кој што во моментов постои, или пак да го напуштиме тој систем и да воспоставиме нов. Без разлика на тоа што ќе се договорат, ако решенијата не се одржливи, само сме изгубиле драгоцено време во Република Македонија. Само како во поддршка на ваквото размислување, одлуката да одиме на специјален јавен обвинител, како да кажеме, резултат на капитулацијата на постоечките институции кои би требале да ја завршат работата. И ако се сведе на едно тело кое еднократно ќе ја заврши обврската, а потоа ќе се вратиме на лошиот начин на работа, тоа ќе биде голем срам за сите. Меѓутоа, еве да размислуваме малку позитивно. Тоа се случи, например, во Хрватска. Формирањето на УСКОК беше направено за да се таргетира еден голем проблем. Корупција, организиран криминал, кој постоечките институции не го заврши. Потоа, целиот УСКОК практично стана дел од системот. И ние тие искуства ги земавме кога, ако не се лажам, и во обвинителството и во судството се направија оделенија за организиран криминал. Меѓутоа, очигледно се направија за да не се бори ниту со корупцијата, ниту со организираниот криминал. Ако овој обвинител покаже резултати во кои верба ќе има целата јавност, не политичарите, целата јавност, убедена сум дека тоа ќе биде јадрото од кое ќе добиеме многу посилни вистински институции, стандардни. Значи, утре обвинителството практично ќе треба да ги рефлектира правилата на игра, правилата на работа и квалитетот на работа на ова специјално обвинителство. Две прашања, Александра Трајковска и Иван Несторовски, ќе ве замолам за куси одговори. Повелете. Прашање, што е гаранција за да се исполни договореното? Оно што ќе се договара. Иван? Дали листата само да искочи на избори доколку Груевски не го почитува договореното или спроведе делово, Значи, бидејќи беше без микрофон Иван Несторовски, дали се да се излезе на избори доколку не се почитува договореното? Блиц одговори. Еве, јас ќе се обидам на двете комбинирано да одговорам. Кажавме една реченица после изборите во 2014 и таа ни беше сидро во изминатиот период. Ние нема да учествуваме и нема да дозволиме уште едни криминални избори. И целиот овој процес на објавување на вистината за Македонија, на битка за договор кој ќе обезбеди фери демократски избори, беше со таа цел. Убедени сме дека ако договореното се испочитува, дека граѓаните на Македонија и Македонија ќе имаат шанса на фери демократски избори да ја променат власта. Меѓутоа, гаранции со луѓе кои што договорите ги именуваат потоа како тоалет на хартија никогаш немате. Меѓутоа, факт е дека ние не сме спремни да бидеме смоквиниот лист за срамотата на Груевски. Ке се држиме до секоја точка, не само на овие два листа договорени работи. Во второјунскиот договор многу стои јасно кажано дека не се само политичките договори работите кои треба да се направат. Оние препораки од Комисијата на Прибе, од Европската Унија се дел од договореното. Значи, нам не ни треба само министер за внатрешни работи, нам ни треба систем
кој што ќе обезбеди дека обвинителството ќе процесира кривични дела. Ни требаат медиуми кои што ќе обезбедат граѓаните да бидат пристојно информирани. И така натаму, и така натаму. Значи, сето тоа заедно е договорено. Секоја страна во договорот ќе има обврска да се држи до договореното. Лошото искуство во минатото од ВМРО од ДПМН не ни дава многу оптимизам. Ама станува јасно дека политичката партија која ќе го прекрши договореното ќе носи многу голема одговорност и од страна на граѓаните на Република Македонија и од страна на меѓународната заедница. И заради тоа сметаме дека тој притисок ќе го спречи Груевски повторно да го изигра она што е договорено. Велете, Бесим. Да, гаранција за исполнување на ова што е подпишано од 2 јуни е прво политичка волја. И второ би рекол одржливи решенија што дел ги има, мислам, во голем дел во акцискиот план според препораките што се од Европска комисија и делот што се дискутира во рамките на работните групи за имплементација на договорот од 2 јуни. И третиот елемент што би бил гарант е исто така континуирано внимание и поддршка од страна на меѓународната заедница, кој всушност го доведува до оваа точка да можат да се политичките лидери да изнаоѓат одреден компромис за да дадат шанса на тоа што значи евроатлантска перспектива, а тоа во други зборови би значило сите овие работи што ги спомнуваме, доверба во институциите, слободен говор и демократија во земјата и добри меѓуетнички односи во Република Македонија. Нам ни треба една поинаква, повисока политичка култура во државата, да престане овој канибализам помеѓу партиите, да сватиме дека политичкиот конкурент не ни е противник, не ни е непријател, и дека треба да се почитуваме и за одредени суштински работи за државата да изградиме ставови со консензус. И потоа нормално да кохабитираме во еден период некој како власт, некој како опозиција, меѓутоа во целиот период ние треба да знаеме дека сме граѓани на оваа држава и затоа токму заради таа држава сме се определиле да работиме преку политиката. Освен тоа, нам ни треба како дел од таа повисока политичка култура едно намалување на поделеноста во општеството. Македонското општество е многу поделено и по етничка и по политичка основа. Ни треба поголема кохезија. Треба да изградиме кохезиони ткива кои што ќе не поврзат, затоа што сите си требаме во оваа наша мала држава. Се сведува на тоа што и повеќе пати е спомнато во самиот договор од 15-ти, добра волја, значи тоа мора да биде кристално јасно, бидејќи во интерес на граѓаните тоа еднаш. И уште еден аспект кој што е многу важен, мислам дека и двајцата мои колеги го допреа, апсолутно постоење на демократија, да ја дишеме демократијата, да може секој слободно да си го искаже својот став, да се определи за одредена политичка опција, да гласа за одредена политичка опција. Без тоа нема среќа нити за граѓаните, нити за државата. Така што ова е целиот тој еден пакет на кој што ни е неопходен во Македонија, а сето би го свела под повисока политичка култура. Така. Поврде, Алекс. Ако представници на партии зборат за волја и за култура, значи дека ја имаме тие што сме присутни. Точно. А значи дека на многу други места ја нема. Повикуваме сите да ја имаме. Јас нема да говорам за тоа. Ако од овој процес сега не се стави напред државата, без разлика за тоа, бидејќи гледајте, кога се оди на преговори, сите губат помалку. Значи нема да има победници на крајот. Ако Република Македонија не е победник, пирово ќе биде на секој оној што мисли дека го надмудрил другиот, дека излегол попаметен од него и дека успеал да направи нешто. Толку. Значи, на 18 септември доаѓа Хан, продолжува пристапниот диалог на високо ниво, односно се прави своевидна ревизија на сработеното до тогаш. Ќе видиме каде ќе бидеме тогаш. Јас ви посакувам среќа во текот на овие жешки летни денови во работата на работните групи, навистина да се направи се што е можно да се извлече оваа држава од кризата и да се работи во интерес на граѓаните. Поштовани граѓани, ова беше 9-та
емисија Отворено, последна за оваа сезона. Следната сезона почнува на есен. Не заборавајте дека само информирани граѓани кои си ги знаат своите права, можат да влијаат политичарите да работат во нивен интерес. Затоа Отворено ќе биде тука и во текот на следната сезона и ќе биде можност за соочување на ставовите на власта и опозицијата по многу прашања, што е не само право, особено пред изборите на 24 април кои наближуваат, е и обврска на политичките партии. Бидете со нас и следната сезона и ви благодарам на вниманието. Ви благодарам и вам за присуството и вам, почитувани гости, се разбира, за вечерашното учество во емисијата. Пријатна вечер.